Драги ученици, добър ден и добре дойдохте на час по информатика. Јас сум Антонија Попманова, наставник по информатика во Основното општинско училиште Сандо Масев од Струмица. Овој час ќе биде наменет за учениците од 6 оделение. Денес ќе започнеме со обработка на програмското подречје креирање програми и ќе обработиме наставната содржина програмирање и програмски јазици. Што ќе учиме денес? Денес ќе се запознаете со концептот на програмирање, ќе се запознаете со поимот програмски јазици и програмер. Исто така ќе учите за различните видови на програмски јазици и ќе научите да го објаснувате процесот на изработка на една програма. За работа ќе ви бидат потребни прибор за пишување, тетрадка и компјутер или таблет со пристап на интернет. Секогаш кога ќе ви задавам одредено прашање или задача, ќе треба да го паузирате видеото, да ги одговорите прашањата и потоа да продолжите со истото. За почеток, размисли и одговори на следниве прашања. Како комуницираат луѓето? Што е тоа природен јазик? Кои природни јазици ги знаете? Дали сте слушнале за вештачки јазик? И дали природните јазици се добри за комуникација на човек со компјутер? Сега, паузирајте го видеото и одговорите на овие прашања. Се надевам дека успешно одговоривте на прашање. Како комуницираат луѓето меѓу себе? Се разбира, со помош на јазик. Тоа е основното средство за комуникација, а основната поделба на јазиците е на природни и вештачки јазици. Природните јазици, како македонскиот, германскиот, англискиот, рускиот и така натаму, се јазици кои што се создадени многу одамна и кои што ги зборуваат група на луѓе. Меѓутоа, како такви, тие се непрецизни, недоволно строги и двосмислени. Односно, со нив не можеме да прикажеме некои поспецифични информации, како што се, например, математичките. Затоа постојат вештачките јазици. Тоа се јазици кои што се создадени од поединец или од група на луѓе со цел подобра комуникација меѓу луѓето кои што не зборуваат на исти јазик или подобра комуникација помеѓу луѓето и програмите или пак подобра комуникација помеѓу две машини. Примери за вештачки јазици се јазиците за прикажување на математички формули, хемиски формули, физички формули, есперанто јазикот и така натаму. Сите тие се многу прецизни, строги и недвосмислени. Овде имаме неколку примери на вештачки јазици. Например, P = A по B представува математичка формула за плоштина на првоаголник и насекаде го има истото значење. Исти случајот и со хемиската формула за јаглеров диоксид CO2 или пак ознаката за температура T. За да функционираат компјутерите им се потребни програми. А како се создаваат тие програми? Со помош на програмски јазици. Програмскиот јазик е вештачки јазик и се користи за пишување на програми, односно за пишување на софтверот на компјутерот. Составни делови на програмата се инструкциите кои треба да бидат јасни, разбирливи и недвосмислени. Компјутерското програмирање е процес на создавање на компјутерска програма со користење на програмски јазик. А луѓето пак кои ги пишуваат компјутерските програми се викаат програмери. Интересен факт е тоа што постојат повеќе од 500 различни програмски јазици. Паузирајте го видеото и извршете едно истражување. Откако го извршите истражувањето, сега ќе продолжиме со поделбата на програмските јазици. Основната поделба на програмските јазици е на нижи програмски јазици и виши програмски јазици. Нижите програмски јазици се делат на машински
и символички, додека пак во вишите програмски јазици спаѓаат голем број на програмски јазици, меѓу кои C++, PHP, JavaScript и така натаму. Првите програмски јазици кои се појавиле се машинските јазици. Програма пишувана на машински јазик е единствена програма која компјутерот ја разбира, па затоа секоја друга форма на програма мора да се преведе на машински јазик. Наредбите во машинскиот јазик се изразуваат со бинарен запис, односно со низа од нули и единици. Овде можеме да видиме пример на инструкција напишана со машински код. 1.0.1.0.0.0.1.0.1. После машинскиот јазик се појавува символичкиот јазик, односно на некој начин малку станува поедноставно програмирањето. Програмите пишувани во символички јазик станали се поблиски до човекот, бидејќи секоја бинарна наредба е представена со символ, односно мнемоник, кој што е разбирлив за човекот. Така собирањето се представува со мнемоникот add, преместувањето на податоци се представува со мнемоникот mov и така натаму. Например, типична наредба во символички јазик изгледа вака: add x, y, z. Ова би значило бројот зачуван во мемориската локација со името x да се додаде на бројот зачуван во мемориската локација со името y и резултатот да се зачува во мемориската локација со името z. Карактеристики на нижите програмски јазици се следниве. Тие се машински ориентирани, за секој вид процесор постои посебен нижи програмски јазик, програмата која што е пишувана на машински јазик е единствена програма која компјутерот ја разбира, наредбите се изразуваат во бинарен запис, односно низа, и тие се непреносливи и тешки за разбирање. Токму поради овие нивни карактеристики, особено поради тоа што се непреносливи и се многу тешки за разбирање, се појавило проблем како програмирањето да се приближи до луѓето кои што не разбираат символичко, не го разбираат символичкото или машинското програмирање. Поради тоа се развиле вишите програмски јазици. Во вишите програмски јазици спаѓаат C++, C, PHP, Java и така натаму. Карактеристики на вишите програмски јазици се следниве. Програмирањето е многу полесно, бидејќи овие јазици се блиски до природниот писмен начин на изразување на човекот. Тие исто така овозможуваат брзо и едноставно запишување на методата за решавање на поставениот проблем. Не бараат познавање на техничките особини на компјутерот, тоест не зависи од компјутерот на кој е напишана програмата, па може да се извршува на различни компјутери. Брзо и лесно се учат. Овде ќе разгледаме еден пример на синтакса на различни програмски јазици. Станува збор за пример кој што треба да пресмета збир на два броја А и Б и резултатот да го зачува во одредена мемориска локација C, односно во променлива C. Ова е примерот како тоа би изгледало во програмскиот јазик QBasic. Ова е во програмскиот јазик Logo, Pascal и во програмскиот јазик C. Секој од програмските јазици си има своја синтакса, односно множество од зборови и символи според кои се градат овие наредби. Сега ќе имате изработка на една вежба. Потребно е да ги вметнете овие поими, виши програмски јазик, PHP, C, символички јазик, Java и машински јазик по редослед, така што најдолу ќе се наоѓа програмскиот јазик кој што е на најниско ниво и така ќе ги редите се до највисоко ниво. Паузирајте го видеото, завршете ја вежбата и потоа продолжите со истото. Се надевам дека без проблем успеавте да ја
попълните оваа пирамида? Одговорот би требало да биде. Точниот одговор би требало да биде вака, односно после хардвер следува машински јазик, символички јазик, виши програмски јазик, C, PHP и Java. Сега ќе го разгледаме процесот на изработка на една програма. Првиот чекор или првата фаза при процесот на изработка на една програма е анализа на проблемот. Значи, најпрво, програмерот ја анализира проблемската ситуација. Откако ќе го направи тоа, во втората фаза веќе имаме креирање на алгоритам за дадената проблемска ситуација. За во третиот чекор или во третата фаза веќе имаме пишување на програма во некој виш програмски јазик. Програмата која што ќе биде напишана во тој виш програмски јазик се вика изворна програма. Откако ќе биде напишана, рековме дека компјутерот не ги разбира наредбите кои што се напишани во било кој друг програмски јазик, освен во машинскиот. Потребно е преведување на тие наредби во машински јазик и тоа се прави со специјални програми кои што се викаат компајлери. Значи, четвртиот чекор или четвртата фаза е преведување на самата програма во машински јазик со помош на компајлери. Меѓутоа, овој чекор многу ретко поминува, а да нема грешки во припишувањето на изворниот код на програмата. Поради тоа, следува корекција на грешките кои што се пронајдени во самата програма и откако ќе бидат коригирани истите, имаме повторно преведување на програмата со помош на компајлер и добивање на извршна верзија на самата програма. И на крај доаѓаме до последниот чекор, а тоа е тестирање на програмата од самиот програмер или од корисниците, бидејќи програмата е потребно да функционира за најразлични вредности, а доколку се внесат вредности кои што не се потребни во програмата, треба да испише соодветна порака. Овде имаме пример на изворна програма која што е напишана во програмски јазик C++ и исто така пример како истата програма изгледа кога веќе е преведена и извршена од страна на компјутерот повторно во програмскиот јазик C++. За крај на лекцијата потребно е да одговорите со да и не на поставените прашања. Дали знаеш како се вика лекцијата, што денес ја учевме? Дали знаеш што е тоа природен јазик, а што вештачки јазик? Дали знаеш што е тоа програмски јазик, програмирање и програмер? Дали знаеш како се делат програмските јазици? И дали знаеш да го објасниш процесот на изработка на една програма? Доколку повеќето од вашите одговори се да, тогаш вие успешно ја имате совладано оваа лекција. За љубопитните, истражи како изгледа и зошто служи вештачкиот јазик есперанто. Побарај податоци за програмските јазици наброени во наставната содржина. Истражувај за какво програмирање се користат тие. Ви благодарам на вниманието и срдечно ве поздравувам.